Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министре, после 10 дена расправа во Комисијата за финансирање и буџет, сметам дека најголем дел од работите околу овој ребаланс се разглобени и се веќе кажани, но ако направиме една ретроспектива од сите претходни говори, сметам дека остануваат 5 клучни работи на кои што јас денеска би се задржал и кои што сметам дека треба да се објаснат и да им се укажат пред се на граѓаните. Прва работа која што мене лично вака ми пречи е тоа што ние ги изедначуваме буџетот и ребалансот на буџетот и постојано зборуваме како да имаме буџетска расправа. Треба да разграничиме пред се и граѓаните да знаат дека буџетот се носи на почетокот на годината и како актот кој што е составен од приходна и расходна страна, нели приходите се оние средства кои што државата ги обезбедува преку даноци, акцизи, царински такси и слично, а расходите се предвидувањето, односно на што државата ќе ги потроши парите кои што би ги собрала на овој начин. Не знам дали е тоа пензија за пензионерите, плата за администрацијата, капитални инвестиции, нешто да се изгради, здравствени, социјални расходи и слично, и тоа се предвидувања кои што се носат на почетокот на годината. Државата на почетокот на годината, тогашната влада и тогашниот собраниски состав донеле еден таков план. Предвидуваме за 2024 година дека ќе инкасираме и ќе собереме по разни основи волку пари и ќе ги распределиме тие пари на ваков начин. Секоја сериозна држава, вклучувајќи и нашата, сепак сме ние многу сериозна држава, во текот на една година прави еден ребаланс, а може да направи повеќе ребаланси. Ребалансот што значи? Ребалансот значи проверка дали тоа што сте го предвиделе на почетокот на годината и реално се исполнува. И тогаш ќе видите дали она што се приходи, вие реално ги инкасирате тие приходи, дали од тоа што се расходи, вие реално сте во границите на такво трошење, на такви расходи или ги надминувате. И затоа е потребно да направите ребаланс. Па ќе кажете, видете, може да дојдете до ситуација да инкасирате повеќе средства, што би било најдобра состојба. Па да кажете, инкасиравме повеќе средства, имаме повеќе на приходна страна, дајте да направиме ребаланс, да ги распределиме овие средства. Или може да дојдете во состојба каде што ќе кажете, видете, ние трошиме повеќе, дајте да видиме што да правиме. Или не успеваме да собереме приходи доволно, дајте да видиме што правиме со несобраниве приходи доволно. Во овој наш случај ние имаме најлошото можно сценарио, а тоа е нити да ги остваруваме предвидувањата во делот на приходната ставка, односно собираме помалце средства, ама затоа трошиме повеќе од тоа што треба да го трошиме. Како и да е, во секој од овие сценарија потребен е ребаланс, па така и ние сега правиме ребаланс. Зошто сметам дека ова треба да и се објасни на пошироката јавност? Видете, ние не можеме сега со ребаланс да очекуваме дека ќе се случат чуда и дека сите предвидувања кои што се дадени ние ќе ги исполниме до крајот на годината. Ова е 8 месец во кој што претходно изборуваше министерката, 71% од буџетот се веќе истрошени и ние едноставно само се прилагодуваме на состојбата да можеме до крајот на годината да испливаме од ова сценарио што го затекнуваме. Втората работа која што сакам да ја кажам е дека граѓаните често не прашуваат дали вие го очекувавте ова. И јас веднаш ќе ви кажам, да, ние очекувавме дека ќе затекнеме лош буџет. Зошто очекувавме? Па прво живееме во држава каде што еден добар дел од населението е сиромашен. Последен пат Заводот за статистика, кога има направено одредени анализи за оној индекс на сиромаштија, има утврдено за 2020 година дека 22% од населението регистрирано воопшто како граѓани на Република Македонија живеат во сиромаштија. Ако го земеме само резидентното население, процентот е многу поголем. Вие на 22% сиромашно население, каде што ако ги разглобиме по овие 22% ќе видиме дека за жал најголем дел на сиромашни граѓани се оние кои што имаат семејства со двајца возрастни и 2 деца, тие се најголем процент на сиромашни во Република Македонија. Како ви очекувате една ваква сиромашна популација да го крепи, односно да го полни буџетот? Сиромашна држава со сиромашни граѓани не може да полни буџет и затоа очекувањата беа дека ќе затекнеме лоша состојба во буџетот. Во апсолутни цифри, околу 420.000 луѓе тогаш во 2020
Сега рачунајте дека најверојатно околу 500.000 граѓани живеат во сиромаштија. А такви граѓани не може да полнат буџет и буџетот да биде како што треба. Втора работа, сиромашни си нашите пензионери. Регионално, Република Македонија дава најмала просечна пензија, а втора по просекот најниска пензија од она што го земаат земјите во регионот. Сивата економија. Па ве молам, сивата економија од година на година расте. Само за оваа година предвидувањата се дека 450 милиони евра нема да завршат во државната каса. 450 милиони евра од старт фалат. И сега, ако ни фалат 450 милиони евра од старт, бидејќи никако да се справиме со сивата економија и никако да ја сузбиеме сивата економија, како очекуваме дека ќе затекнеме буџет во добра кондиција? Корупцијата на највисоко ниво, тоа веќе сите го знаеме. Институциите крајно нефункционални. 3% е довербата граѓаните кои што имаат спрема судството. Обвинителството не треба ни да го коментираме, тоа е одамна нефункционално, уште кога ги правевме експериментите со така нареченото СЈО. Инспекциите, како еден од клучните органи кои што треба меѓу другото да се справат со таа сива економија, не функционираат, не постојат. Па видете ги анализите, ние не знаеме, во состојба се најдовме да не знаеме дали затворениците кои што треба да се во затвор се реално во затвор или се на улици. Па вие немате, ако ги читате извештаите, билтените на и таквото обвинителство какво што е, ги читате билтените, ги видите дека нема некоја посериозна вака коруптивна сделка во која што не е инволвирано службено лице. И вие при вакви институции, а ние сите го гледаме тоа, не треба да бидете влезен да работите во институциите, како обичен граѓанин на своја кожа тоа го чувствувате и да, можам да кажам дека ние сме очекувале да имаме една ваква лоша состојба. Меѓу другото, ако се сеќавате на оној периодот кога имавме дополнителен заменик министер во Министерството за финансии, уште тогаш добивме една фрапантна бројка дека само до 1 мај 326 милиони евра е зголемена трошењето во споредба со 2023 година, и исто така 21% до 1 мај 2024 е намален приходната ставка, односно прибирањето на средства. И повторно ќе кажам, да, ние очекувавме лоша состојба. Но што не очекувавме? Јас еве, например, не очекував дека ќе дојдеме во една ситуација во која што ќе имаме буџетска дупка од 40 милиарди денари. Јас тоа не го очекував. 40 милиарди денари, често пати колегите од опозицијата, сегашно од Социјалдемократскиот сојуз, дебатираат и викат, не, нема 40 милиарди, тоа не е вистина, по пресконференции држеа, па кажува дека буџетот бил добар, дека уствари има средства во буџетот и слично. Јас би сакал да им објаснам на граѓаните како дојдовме ние до оваа цифра, односно како дошло Министерството за финансии до оваа цифра. Се праќа финансиски циркулар од Министерството за финансии до сите институции. Самите институции доставуваат и вика, не знам, ако дојде таков циркулар до Министерството за, не знам, еве за земјоделие, Министерството за земјоделие ќе каже, видите, ние дужиме средства. Немам пари за до крајот на годината да платам плати. Немам пари за да исплатам субвенции до крај на година. Не сме платиле членување во меѓународни организации. Ни стасуваат кредити од Светска банка, КФВ, ЕБОР, немаме средства да ги платиме. По разни основи не сме предвиделе дополнителни трансфери за вработените. Не знам, не сме предвиделе К-15, не сме предвиделе отпремнини, јубилејни награди и слично. Кога ќе се собере сето ова, како буџетска единка се испраќа до Министерството за финансии. Сите овие институции испратиле до Министерството за финансии е дојдено до бројка од 40 милиарди дека фалат во буџетот. Тие пари ние мораме да ги имаме. За подсетување на јавност, од овие луѓе кои што кажав дека ги испратиле раководителите на институциите до Министерство за финансии, во тој момент над 80% се токму кадри кои што се поставени од претходната власт. Не беа тие разрешени и сменети. До сега има 50% од тие луѓе, вие тоа го гледате, дека се уште раководат со тие институции. Тие кадри испраќаат до Министерството за финансии, најавуваат дека им се потребни средства по тие и тие ставки во висина од 40 милиарди. Така да не сметаме ние дека оваа цифра е набилдана на некој начин од Министерството за финансии или е нереална. Се работи за реална цифра.
Сега вие кога ви фали во буџетот 40 милиарди, јас на пример тоа не сум го очекувал, имате многу мал маневарски простор што понатаму да направите. Исто немам очекувано на пример дека пензиите за декември во 2023 исплатена со буџетот за 2024. Тоа е исто вака нонсенс кој што јас воопшто не сум го очекувал, ама еве гледате дека и такво нешто можело. Немам очекувано дека ќе затекнеме институции кои што немаат плати да исплатат на вработените до крајот на годината. Тоа е најпроста математика која што треба да ја направите и такви буџетски средства треба да имате. Немам очекувано дека за Државната изборна комисија буџетот нема да има средства. За избори зборуваме последните 2 години наназад најмалку. Избори ќе има сега, ќе има предвремени, ќе има вака, ќе има опозицијата бара, власта не дава, доаѓаат редовни избори, за редовните избори не сте израчунали да оставите средства во Државната изборна комисија за плаќање на медиумите, пошто е тоа законска обврска, и за плаќање на луѓето кои што треба, нели, се вклучени директно и непосредно во изборниот процес. Не сум очекувал исто така дека средства за студентите нема да бидат обезбедени. Тоа се некои работи кои што не се очекувани, затоа оваа цифра е толку висока и е на некој начин невозможна, неочекувана дека ќе дојдеме до таа цифра. Четвртата работа која што исто така би сакал еве вака да ја кажаме, зашто токму сега овој ребаланс на буџет обезбедува средства? Првата работа за која што се обезбедени средства се оние што се задолжителни согласно со закон. Значи институциите да имаат плата до крајот на годината. Институции кои што се државни, како што се, не знам, акционерското друштво водостопанство или некои други, еве како што се Македонски шуми, да можат и платите кои што им се должат да им бидат платени. За тоа се обезбедуваат средства. Од она ветување кое што го имаше владата за линеарно зголемување на пензиите на пензионерите за 2.500 денари во септември, предвидени се средства и за таа работа. Овие средства кои што им фалат на студентите, предвидени се средства и за тоа. 1,7 милиарди денари предвидени се за субвенции. Видете, во Министерството за земјоделие ние имавме една жестока расправа на Комисијата за финансирање буџет, каде што се убедувавме дека субвенциите се платени во целост. Па токму од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој се испратени документи дека субвенции наназад години не се доисплатени. И тоа не е каква било цифра, 3,2 милиарди денари се потребни. И во овој буџет се обезбедуваат 1,7 милиарди денари. И затоа тие се зголемуваат. Значи, не е дека сега се прави нешто претенциозно, него буквално се пополнуваат сите оние празнини кои што се затекнати, се неопходни и мора да се пополнат. Не се работува дали сакаме да ги пополниме. Замислете вие да ги оставиме сега граѓаните во декември месец да не им исплатиме пензија во декември на пензионерите. И онака сиромашните пензионери ќе останат без пензија. Замислете да администрацијата да не земе плата. Ќе застанат да работат и онака нефункционалните институции. После ќе му мислиме. До нова година ние се спасуваме сега да преживееме, таков е буџетот кој што е затекнат. А после ќе мислиме да почнеме да ги вратиме во нормала работите, кои што за жал не се оставени и не се вратени во нормала. Последниот пат, пред неколку дена, ја слушам министерката за финанси, што е реалност која што ја најавувавме дека најверојатно ќе се случи. Јавните предпријатија не може да соберат доволен број на средства да си ги платат долговите, односно задолжувањата кои што ги имаат према одредени институции, према банки, према какви било даватели на средства и пари. И сега кој тие средства ќе ги плати? Па државата одобрила, Министерството за финансии е покровител. Министерството сега ќе мора да ги плати. Мораме ние да ги платиме. Тие не се јавни предпријатија на странска држава, тоа се јавни предпријатија на Република Македонија. Таму дополнително ќе се зголеми овој јас од 40 милиарди кој што се очекува, кој што е фрапантен, меѓутоа еве дополнително сето тоа ќе се зголеми. Петата работа, и сметам дека тука е ова најклучната за која што деновиве дебатиравме упорно, а која што треба да ја разјасниме, а тоа е дека при целата дебата, за сите 10 дена дебата, ние не слушнавме ниту една работа во која што опозицијата ќе истакне и ќе каже: видете, ваму ненаменски распределувате средства. Ова е клучно нешто кое што треба да го знаат сите граѓани. Тие никогаш не кажаат такво нешто. Тие се свесни, ние не сме отишли на расипништво и немаме ребаланс на буџет кој што се однесува расипнички. Не сме земале ние да извадиме пари од пензионерите па да ги дадеме да купиме кожни фотели. Не сме земали од Македонски шуми пари па да сме купиле коли луксузни за возење.
Не сме извадиле пари од плати на администрацијата, па да одиме на скапи патувања и да правиме дополнителни некакви луксузи и трошоци. Такво нешто да имаше. Во првиот наврат веднаш ќе беше укажано од опозицијата. Такво нешто нема. Они знаат дека се работи за домаќински ребаланс на буџет и знаат дека тие ставки мора да се пополнат. И затоа поднесуваат амандмани, ако ги следевте амандманите, тие поднесуваат амандмани кои што не викаме ние дека амблок се сите лоши. Таму имаше и добри амандмани, ама прашете ги од кои пари. Оставивте ли вие луѓе пари за овие амандмани да може да се изреализираат? Вие видите, се соочувате со дупка во буџет, секој еден ден што работел на буџет, еден ден да седнал да работи на буџет, знае дека кога ќе види дека му фалат средства, од секаде од каде што може да се земе од секоја ставка се земаат средства, за да ги обезбедиш овие средства што ти фалат. И Министерството за финансии, јас сум изненаден како успева воопшто 32 милиарди да најде. Ама тоа е со сериозни кратења. Зошто некој сега би земал да крати од средства кои што на него, например, би му биле полезни? Еве, јас ќе кажам, зборувавме претходно во еден момент за Министерството за земјоделие и викаме, сте скратили од интервентниот фонд 200 милиони денари. Добро, скратени се 200 милиони денари. Добро е да ги има тие 200 милиони денари, би му биле во прилог на сегашниот министер. Немало да скратат 200 милиони денари ако вие сте ставиле субвенции. А тоа што му се дава дополнително 1,7 милиарди денари за субвенции, тоа не го спомнуваме. Сега ако може, и тие 1,7 милиарди ваму сите пари да ги зголемите, па од што ќе се зголемат тие пари? Вие дома можете тоа да го направите. Повторно да ве подсетам и да ве вратам на првата реченица кога правевме разлика помеѓу буџет и ребаланс на буџет. Ние сега имаме ребаланс на буџет кај што го затекнуваме во состојба да имаме зголемено трошење на расходна ставка, а намалени приходи. Па тоа е невозможно да се пополнат сите ставки онако како што ги замислуваме. Клучното нешто за кое што би сакал, нели, и тука завршувам, да ве повикам како пратеници сите до еден да го гласаме овој ребаланс на буџет. Мораме да разбереме дека овој ребаланс на буџет, носен во август, 8 месец, е да ја премостиме годината до крај. Затекната е очена состојба, не ја негираат ни тие состојбата дека е затекната со огромни буџетски дефицит, со огромни дупки во одредени ставки и основата за кое што сите со баш без никаква грижа на совест треба да гласаме, а тоа е дека не постои ниту една ставка која што е расипничко или недомаќинско трошење, ако можеме така да се изразиме. Сите пари што се скратени од одредени ставки се дадени, се префрлени во други ставки каде што се неопходни. Дополнително на сето ова и покрај ова 100 милиони евра сепак се предвидени на општините, бидејќи општините се тие кои што најнепосредно и за најкратко време можат сепак да го кренат процентот на капитални инвестиции во државата. Граѓаните нешто и да видат некаков напредок, да видат од овој пропаднат буџет по мене за 2024 година. Ако не е тоа и ги оставиме на одредени ставки кои што се претходно ставени средствата, од тоа ќе нема ништо и граѓаните нема да видат ништо. Подсетувам, за буџетот за 2024 и сите наредни буџети, токму граѓаните ги со своите средства го полнат. И затоа и тие заслужуваат да видат некаков бенефит од промената на власта и од сите овие состојби кои што во моментот ги затекнуваме. За 2025 однапред најавувам дека би требало веќе да почнат да се реализираат одредени работи кои што беа ветени во предизборната програма, но кои што се дел од владината програма во овој момент. Меѓутоа, оставам една резерва и се надевам дека ќе успее Министерството за финансии тоа да го надмине. Зборуваме за 40 милиарди недостаток на средства. Овој ребаланс успева да дојде до 32 милиарди, 8 милиарди се уште висат. Дури во 2025 година ова претходна расипничка гарнитура на луѓе кои што владееа со државата ќе ни остави последици за кои што ќе треба да размислуваме, да ги надминуваме во иднина. Да го изгласаме ребалансот на буџетот за да тргнат работите малце подобро и да одиме кон едно подобро утре. Ви благодарам многу.